Драги присутни, драги браќа и сестри и пријатели и сите они кои што не следат по пат на интернет, сакам да ве поздравам и да ви кажам дека моја желба и молитва е ова сабота Господ да не благослови во слушањето на неговата реч, неговиот збор. Во ова денешно предавање или денешна тема ќе стане збор за Исус и неговите браќа. Ова проповед има за цел на еден посебен начин да охрабри многу христијански верници, чии срца се исполнети со жалост. И додека му служат на Господа и сакаат еден ден да бидат спремни за Исусовото доаѓање, во исто време се свесни дека многу од нивните мили и драги, оние кои им се многу блиску, се надвор од вистината и не сакаат да имаат ништо со Исуса Христа. Имав прилика да посетам повеќе држави во Европа и видов една те иста реалност. Моето искуство зборува за тоа дека луѓето, моите пријатели, моите познаници, повеќето од нив имаат слични и посебни потреби и посакуваат да се молам заедно со нив. Исто како и јас што многу пати сум побарал од моите браќи и сестри да се молат за мене. А сите тие разговори се сведуваат само на едно. Брате, дали можеш да се молиш за моите деца? Дали можеш да се молиш за мојот сопруг, за мојата сопруга? За моите пријатели, моите познаници, за да и тие го запознаат Бога и дојдат поблиску до Исуса Христа и да го прифата спасението кое Бог им го нуди. И дозволете ми ова време со вас да поделам нешто кое мислам дека може сите нас толку јасно да не охрабри. Можам само да ви кажам доколку и вие припаѓате на оваа група, ќе се чувствувате многу полесно откога ќе сватите дека и самиот наш драг Спасител Исуса Христа за време на својата овоземна служба поминал низ истото искуство преку кое и вие можеби сега минувате. Видите, Новиот Завет ги споменува Исусовите браќа и сестри неколку пати, ако читаме. Јас сега нема да ги читам сите тие стихови, но само ќе ви ги дадам местата каде што можете да ги најдете Исусовите браќа и сестри, односно каде што се спомнуваат Исусовите браќа и сестри. Ќе ги најдете во Матеј 12 глава 46 стих и Матеј 13 глава 55 стих. Исто така, Евангелието по Марко, и таму пишува, Марко во 3 глава, од 31 до 35 стих. Ке ги најдеме и во Лука 8 глава 19 стих. Евангелие по Јован, ако отворите, ке ги најдете во 2 глава 12 стих и 7 глава од 3 до 5 стих. Дела апостолски, 1 глава 14 стих, првото послание до Коринтијаните 9:5 и послание до Галатите 1 глава 19 стих. Како што може да видите дека сите 4 евангелија ги спомнуваат Исусовите браќа, а Матеј ги споменува и неговите сестри. Во Евангелието по Матеј, ако читаме 13 глава 55, ние дури ги имаме и имињата на неговите браќа. Јаков, Јуда, Јосиф, Шимон или Симон. И сега се поставува прашањето. Кои се овие четворица кои се спомнуваат не само во Евангелијата, туку како што спомнавме и во посланијата на апостол Павле? Кои се навистина тие? Помеѓу студентите на Библијата или оние кои што ја студираат Библијата, постојат 3 различни гледишта во однос на ова. 3 различни гледишта. Спрема првото гледиште, тие биле Исусовите помали браќа
и сестри. Со други зборови, Исус бил првенец кога се родил, а после него Јосиф и Марија имале уште деца. Овие четворица и неколку керки. Тоа е првото видување. По другото гледиште, овие четворица уствари биле Исусови роднини. Како што ни е познато, во медитеранските земји, така и во Стариот Израел, па и на балканските простори, зборот брат има многу пошироко значење, отколку, например, денешниот збор за брат кој што се употребува, односно се користи на Западот. Например, добро знаеме, во Србија и некои делови од Босна, користејќи го зборот роднина, се користи како мој брат од чичко или мој брат од тетка. И во многу медитерански земји, зборот брат, кога се употребувал, морало да има објаснување. Дали е тоа брат по татко ми или по мајка ми? Или тој збор брат го означувал некој друг од малку поширокиот круг од семејството. Постои трето гледање и гледиште, и јас верувам, и ние ќе видиме дека библиските докази уствари покажуваат дека ова трето гледиште е уствари во вистинска согласност со Библијата. И тоа гласи дека тие уствари биле синови и керки од Јосиф, од неговиот претходен брак. Од неговиот претходен брак. Писателот Елен Вајт во книгата Копнежот на вековите го држи истото тоа гледиште, ако читаме. И ова гледиште е целосно во согласност со сите оние докази кои можат да се извлечат од страниците на Новиот Завет. Ајде само да видиме неколку од тие докази. Неколку пати во Евангелијата, како например во Евангелието по Матеј, во 12 глава 46 стих, се користи изразот неговата мајка или мајка му и неговите браќа. Кога ќе обрнете внимание на овој начин на изразување и не е можно да се замисли овој израз дека е упатен на неговата мајка и на неговите роднини. Не е можно. Самиот израз неговата мајка и неговите браќа покажуваат дека тие уствари биле нешто повеќе од само Исусови роднини. Ајде да погледнеме уште еден доказ од Евангелијата. Како што не е познато, ќе спомнам уште еднаш, во медитеранските земји, а посебно тоа било во Стариот Израел, постарите браќа имале секогаш некоја надмош над помладите браќа. Најстариот син во семејството, во отсуство на таткото, го имал уствари целиот авторитет за земајќи го местото на таткото. Например, вие можете да приметите една работа. Само да спомнам една илустрација од Стариот Завет, ако читаме. Сигурно се сеќавате за оној настан за Давид и Голијат. Кога Давидовиот татко Јесеј му наредил на Давид да оди таму на браќата негови да му однеси храна, а тие биле во војска, додека Израелевата војска се борела со филистејците. И кога Давид дошол и почнал да се допрашува кој е уствари Голијат, кој го руши, сака да го руши Израелевиот Бог, сигурно се сеќавате како неговите браќа се однесувале спрема него. Дури му дале наредба и му рекле: ти си дошол овде да го ставаш носот онаму каде што не ти е местото. Губи се и врати се назад и води грижа за овците на својот татко. Тоа било потполно нормална работа на Блискиот Исток во старо време. Дозволете ми да спомнам уште еден момент или еден детал кој може да ни помогне и да ни биде многу од корист. Во Евангелието по Јован, 19 глава, ако читаме таму од 26 до 27 стих,
Ние читаме како Исус умирал на Голгота. И таму долу, во подножието на крстот, уште еднаш обрнал внимание на својата мајка Марија. Исус сватил, драги браќи и сестри и пријатели, дека се во прашање само моменти кога он својот дух ќе го предаде во татковите раце и ќе ги затвори своите очи. Но во исто време, Исус се грижел и за својата мајка, затоа што знаел дека после неговата смрт, таа ќе остане незаштитена. И покрај Марија, таму го приметил и својот омилен ученик Јован. И со треперлив глас кој што се гушел, Исус му рекол на својот ученик. Сине, еве ти мајка. А обратувајќи се на мајка му рекол, мајко, еве ти син. Исус ова, драги браќи и сестри, никогаш не би го направил, доколку Марија би имала вистински синови за да се грижат за неа. Но очигледно е дека Исус овде видел голем проблем дека после неговата смрт, Марија немала никој да се грижи за неа. Затоа што оние кои што се спомнуваат како Исусови браќа, уствари не биле нејзини вистински синови. Исус, значи, се грижел за еднината на својата мајка. Значи, да заклучиме. Вистинскиот одговор на оваа прашање е како што ние велиме на нашиот јазик. Тоа биле Исусовите полубраќа. Биле браќа по татко. Затоа што веројатно Јосиф, кога стапил во брак со Марија не му била права жена. Што било нормален обичај во она време во стариот Израел и постар човек кој имал деца да се ожени со млада девојка. Уште на нешто, драги браќи и сестри, овде можеме да обрнеме внимание, а тоа е дека Евангелијата јасно ни покажуваат дека Исусовите браќа некако не ја одобрувале Исусовата служба. Напротив, како што читаме во Евангелијата, тие на Исус им му задавале големи главоболки и проблеми и му ставале препреки на она што Исус го работел. А за тоа да го видиме, би ве повикал заедно со мене да погледнеме два библиски текстови. И мислам дека овде ќе дознаеме нешто многу интересно на она што сатаната го правил да му пречи во неговата служба, дури и користејќи ги оние кои што му биле многу блиску до него. Сакам да прочитаме текстови од Евангелието по Марко и тоа ќе читаме од 3 глава, 20 и 21 стих. Марко 3 глава, 20 и 21 стих. Тука пишува: и дојде во една куќа и пак се собра народ така што не можеа ни леп да јадат. А кога неговите чуја за тоа, излегоа за да го приберат, зашто зборуваа дека не е при себе. Ни се кажува дека тогаш Исус отишол во некоја куќа. Текстот кажува. Со други зборови, овие негови браќа и мајка му рекле: одиме таму, за да го земеме и да му кажеме: наш помал брате, тебе очигледно ти треба некоја лекарска помош. Ајде со нас да ти помогнеме. Како знаеме уствари кои се тие кои на таков начин се однесувале со Исуса и сакале да му го направат, да му го сторат тоа? Од 20 до 30 стих од 3 глава од Матеј, додека тие оделе на кај таа куќа да го викнат Исуса Христа, Марко
секогаш има интересен начин на опишување на настаните, ако пратиме и добро читаме во Библијата. И тој сака да ни каже дека тие сега оделе кон таа куќа, а во тоа исто време нешто се случило, кога од друга страна фарисеите почнале да ја исмејуваат Исусовата служба и кажувале дека тој она што го работи, дури и тоа што ги изгонува демоните, е со помош на самиот Сатана и неговите демони, односно со кнезот на демоните, со помош на кнезот на демоните. И Марко продолжува таму каде што застанал во 21 стих и ни кажува во 31 стих. И тогаш дојдоа неговата мајка и неговите браќа и стоејќи надвор, испратија при него да го повикаат. А околу него седеше народ и му рекоа: ете мајката и твоите браќа те чекаат надвор. И во одговор им рече: кои се мајка ми и браќа ми? И ги погледна наоколу оние кои што седеа околу него и рече: еве ги мајка ми и браќа ми. Зашто кој ја исполнува Божјата волја, тој ми е брат и сестра и мајка. Што кажува 31 стих? Дури не сакале мајка му и неговите браќа да влезат во таа куќа. Тие дури пратиле порака за Исуса да го викнат. И се кажува мноштвото седело околу Исус додека тој ги поучува. А таа порека гласела: твојата мајка и твоите браќа стојат надвор и викаат да излезеш. А Исус им возвратил. Како што прочитавме. Што им кажал? Еве ги мајка ми и браќа ми, зашто кој ја исполнува Божјата волја, тој ми е брат и сестра и мајка. Да можете овде нешто да забележите, драги браќа и сестри. А тоа е дека овие Исусови полубраќа успеале дури да ја наговорат и Марија, неговата мајка, да им се придружи, надевајќи се дека присуството нејзино некако дека ќе им помогне во остварување на нивните намери. Но Марко овде работи нешто многу интересно. Спомнавме дека тие оделе на кај таа куќа, и ово е настано од 20 до 30 стих, кој се однесувал во врска со фарисеите, кои правеле богохулие, дека тоа што го правел Исус е со помош на кого? На Сатаната и неговите демони. Браќа и сестри, ова што Марко овде го прави е многу сериозно. Со цел да ни каже дека ова што го правеле Исусовите браќа не било ништо поразлично од тоа што го правеле и фарисеите. Фарисеите што зборувале? Фарисеите зборувале тоа што го правел Исус, го правел со помош на кого? На демоните и кнезот на демоните. А Исусовите браќа дека Исус полудел, дека го изгубил паметот. Значи, видовме каков однос, драги браќи и сестри, Исусовите браќа имале спрема Исуса Христа. Ке ми дозволите да прочитаме уште еден текст. Овој текст се наоѓа во Евангелието по Јован. Ќе читаме во 7 глава од 1 до 5 стих. Јован, 7 глава од 1 до 5. Еве што пишува. Потоа Исус одеше во Галилеја, бидејќи не сакаше да оди во Јудеја, зашто јудејците го бараа да го убијат. А наближуваше јудејскиот празник на сениците. Тогаш неговите браќа му рекоа: замини од тука и оди во Јудеја, та и твоите ученици да ги видат делата што ги вршиш. Зашто никој не прави нешто тајно кога самиот сака да биде познат. Штом ги вршиш тие дела, јави му се на светот.
И сега во 5 стих, видите, Јован прави еден заклучок на сето ова, драги браќи и сестри. Зашто ни неговите браќа не верува во него. Зашто ни неговите браќа не верува во него. Јас мислам дека овде не е потребен никаков коментар. Дали можете да замислите додека Исус работел 3,5 години, не само дека имал своји браќа кои не верувале во него, туку ја попречувале неговата служба, не само што Исус имал противење однадвор, од фарисеите и непријателите на Евангелието, туку имал проблеми од кого? И од оние кои му биле најближни во неговото семејство. Ако сакате нешто да дознаете повеќе, драги браќи и сестри, за ова случка надвор од Библијата, јас топло ви ја препорачувам книгата Копнежот на вековите од писателот Елен Вајд, каде што таа додава многу повеќе детали за ставот на Исусовите браќа спрема него и за тоа како Исусовите браќа го оневозможувале Исуса во неговата служба. Ако вие во вашето духовно одење со Бога и во исто време ги уживате тие обилни благослови, а од друга страна срцето ви е жалосно за тие кои се близу до вас, драги браќи и сестри и драги пријатели, постои една радосна вест која Бог сака да ви ја упати, да им ја упати на вашите срца. Преку она што поминувате во животот, преку тоа исто така или слично поминал и нашиот драг Спасител, Исуса Христа. Ако вие преку вашата служба за Бога доживувате прогонства во вашиот живот од противниците на Евангелието, а некои од тие ваши противници се и членови на вашето потесно семејство, знаете дека има некој на небото кој ве разбира. Затоа што нашиот Спасител поминал низ такво искуство. Но ова не е крај. Како што знаете, како што рековме, секоја приказна има среќен завршеток или среќен крај. Сакам да ве потсетам дека Исус во своите последни моменти, пред да ги склопи своите очи и да го испушти својот дух, умрел со сознанието дека оние што му биле најблиски, неговите браќа, потатко, одбиле да го признаат како Месија. Не знам дали нашиот Спасител, Исуса Христа, бил воопшто свесен, дали во своето предзнање тој сватил што ќе се случи после 50 дена. Не знам. Што е тоа што се случило кога читаме? Јас ќе ве замолам сега, ако можете да ја отворите книгата Дела на апостолите, 1 глава, а ќе го читаме 14 стих. Но вие претходно знаете, како што знаете, пред тоа во 9-та, 10-та, 9-тиот, 10-тиот и 11-тиот стих, ние читаме како Исус што се вознел на небото пред учениците. А во 12-тиот стих читаме дека учениците се вратиле во Ерусалим. И потоа во 12-тиот, во 13-тиот стих кажува дека отишле каде? Во горната соба, каде одлучиле во молитва да го испитаат својот живот и да чекаат исполнување на ветувањето кое што Исус им го дал, дека ќе дојде оној друг утешител кој ќе биде за секогаш со нив. Но ние, додека ги читаме овие текстови, често забораваме да видиме кој бил со учениците во горната соба. И затоа ќе ми дозволите сега да го прочитам 13-тиот стих. 13-тиот и 14-тиот стих. Дела на апостолите, 1 глава, читаме.
прва глава, читаме 13 и 14 стих. Еве што пишува таму. И кога влегува во куќата, се искачија во горната одеја каде што живееја. Петар и Јован, Јаков и Андреј, Филип и Тома, Вартоломеј и Матеј, Јаков Алфеев и Симон Зилот и Јакововиот брат Јуда. И сега изненадување во 14 стих. Сите овие еднодушно и постојано беа во молитва, заедно со некои жени и со Марија, Исусовата мајка, и со неговите браќа. Се неговите браќа. Сите овие еднодушно и постојано беа во молитва, заедно со некои жени, со Марија, Исусовата мајка, и неговите браќа. Браќа мои сестри, дали можете во овој момент да замислите дека Исусовите браќа, кои на Исус му правеле толку проблеми, и тие кои ја попречувале неговата служба за време на тие 3,5 години, не му верувале, дури и рекле дека тој е луд и дека бил надвор од себе, го исмејувале, го навредувале, дека 50 дена после Исусовата смрт, тие ќе бидат меѓу првите кои во горната соба ќе се молат заедно со учениците и ќе ги признаваат своите гревови и ќе бараат од Бога опростување. И ќе бидат, што е најважно, меѓу првите кои ќе ја примат силата на Светиот Дух, за да се соединат за проповедање на Евангелието. Гледате сега еден од тие Исусови браќа, драги браќа и сестри, постанал уствари и старешина во Ерусалимската црква. Во посланието до Галатјаните, 1 глава, 19 стих, апостол Павле го нарекува Јаков Господов брат, а неговото име, рековме, е Јаков. Тоа е оној истиот Јаков кој што ја напишал, браќа и сестри, она Јаковово послание, кое што се наоѓа во канонот на Новиот Завет. Дали можете да замислите такво нешто? 50 денови после Исусовата смрт, Исусовите браќа се наоѓаат во кругот на Исусовите ученици и заедно со Марија го чекаат Исусовот, односно излевањето на Светиот Дух. И дека еден од нив ќе биде водач, старешина на првите христијани во Ерусалимската црква. Дали уште нешто за ова треба да зборуваме? Јас би можел сега и да изнесам и некои примери, некои случаи кои што знам, каде родителите ги затвориле своите очи во солзи, дека никогаш повеќе нема да го видат својот син, кој ја исмејувал религијата на своите родители, одбивал да го прифати Исуса Христа за свој спасител. И после неколку години, нивниот син дошол во црква и бил многу активен и служел на Господа од срце. Ние имаме еден таков случај и кај нас тука во нашата црква. Таков е примерот со сестра Лилјана, која што во друга прилика сигурно ќе ни раскажи за тоа нејзино искуство. Јас знам дека и сите вие кои што гледате сега преку интернет, можете или имате некој пример кој можете со некого да го споделите. Но, браќа и сестри, порака до сите вас. Поуката која Господ овде ни ја дава е дека Исусовите следбеници кои поминуваат преку тешкотиите во животот, ништо не патат помалку од она што нашиот Спасител го искусил додека бил на оваа земја, посебно за овие 3,5 години, додека сакал да ја оствари својата мисија поради која што дошол и умрел на крстот на Голгота. Кога Исаија во 53-та глава ни кажува дека Исус бил презрен за Исусовите, кога бил презрен, ги знаеме тие зборови на Исаија. Не знам дали и самиот Исаија, кога ги изговорил овие зборови, ја сватил големината на тие зборови со кои го опишувал
Исуса Христа. Исус, драги браќа и сестри, не бил презрен само од непријателите кои што биле надвор, туку бил презрен кои му биле од оние кои му биле многу близу. И кога Исус во една прилика, во еден свој говор кажал дека на неговите следбеници најголеми непријатели ќе им станат неговите домашни, ние многу пати забораваме дека овие зборови Исус ги изговорил од свое лично искуство. Затоа, браќа мои и сестри, мислам дека многу од вас ќе најдат голема поука од искуството на нашиот Спасител Исуса Христа. Немојте никогаш да се разочарувате. Молете се за вашите мили и драги. Воздигнете ги пред Божиот престол. Воздигнете ги пред Божиот престол оние кои што ви се многу близу. Библијата ни дава ветување дека Бог ги слуша молитвите на својот народ. И ако еден ден ги затвориме своите очи, може би во жалост и сомнеш, дека никогаш нема да ги видиме нашите мили и драги во Божиото царство, сакам само да ви кажам дека еден ден, кога ќе дојда во Божиото царство, како што некој рекол, ќе имаме 3 изненадувања. Првото изненадување е кога во Божиото царство нема да ги видиме оние за кого сме мислеле и сме биле сигурни дека 100% ќе ги видиме таму. Второто изненадување ќе биде кога ќе видиме некои за кои сме мислеле дека никогаш таму не можеме да ги видиме. А може би меѓу нив ќе биде и некој од нашите најблиски, за кои сме знаеле дека го одбивале Исуса Христа и неговиот позив за милост. И не заборавајте. И третото, и најголемо чудо, драги браќи и сестри, што ќе го искусиме при Исусовото доаѓање, ќе биде кога еден ден себе си ќе се видам во Божиото царство. И затоа, пред Божиот престол ќе ја пеам таа песна. Спасението на нашиот Бог, кој седи на престолот на јагнето. Нека Бог ве благослови во сето тоа. Амин.